Почитувани гледачи, добро вечер, ова е новото издание на емисијата ТВ Ординација. Оваа ординација започнуваме со изјавата на првиот човек на Општа болница од Струмица, доктор Катарина Козманова, која што ја пренесува сликата од моменталната состојба во болницата, колку лица имаме хоспитализирано и каква е нивната здравствена состојба, но што е она кое што е новитет во Струмичката болница, односно преуредувањето на некогашните хируршки сали, односно амбуланти, направени се интернистички амбуланти. Во продолжение изјавата на директорката Кузмановска. Спрема податоците кои што ги имаме, значи вкупно имаме 50 хоспитализирани пациенти, од нив 22 се на инфективно оделение, а другите доаѓаат на дневна болница, како што кажав, за терапија 2 пати во текот на денот со полесна клиничка слика. Од вкупниот број на пациенти, 50 кои што не се хоспитализирани, вкупно со дневна болница на инфективно оделение, имаме само 5 вакцинирани пациенти, другите сите се невакцинирани. Така, сепак не се хоспитализирани овие? Не. Доаѓаат само на дневна? Доаѓаат на дневна болница, да. Така. Каква е состојбата? Еве и апелите од лекарите не престануваат. Паралелно да се вакцинираат граѓаните, но и да внимаваат и да ги почитуваат и понатаму мерките кои што уште на почетокот на пандемијата беа пропишани. Единствениот начин да можеме да се заштитиме и самите себе си и тие околу нас е да ги почитуваме мерките, значи да носиме маски и се разбира да продолжи и понатаму вакцинирањето кој што се одвива непрекинато, значи од ние како Општа болница Струмица заедно со Здравен дом, со нашите медицински сестри и лекари учествуваме и во вакцинацијата на пунктот и во тенаската вакцинација. Сметам дека тоа треба да продолжи со истиот интензитет, тоа не е единствениот начин да можеме да не дозволиме да дојде до пик со кој што не можеме да се справиме никако здравствени работници. Струмичката болница на почетокот говореше и со кислород, и со лекари, и со медицински персонал и некако како одминуваше времето ги решавахме проблемите. Дали во моментот сме екипирани и да ја отфрлиме онаа теза дека не сме доволно екипирани како болница, дека може со полн капацитет да работи болницата? Од самиот старт во Општа болница Струмица не постои дефицит на кислород. Вие како што знаете, инфективно оделение е приклучено на централен довод на кислород, кој што го снабдуваме со централна цистерна, значи од 1 тон кислород. И имаме резервоари од 20 боци, кои што секогаш се тука за да можете во случај кога е истрошена овој тон течен кислород. Меѓутоа, во моментот имаме и 10 концентратори, значи со поддршка на Министерството за здравство, Општа болница Струмица доби 10 концентратори на кислород, тоа се апарати со кои што од амбиенталниот воздух се добива концентриран кислород кој што исто може да им се даде на пациентите во случај кога немаме во моментот, например, боца на кислород. Ја вршат истата улога како боците со кислород. Така, Струмичката болница паралелно со негата која што е пружена ковид пациентите, работи интензивно на подобрување условите на во Општа болница Струмица. Тоест интерните амбуланти се префрлени и се дава поголем простор на интернистичките амбуланти и пациентите поразредено и да ги добиваат. Така, значи во старите хируршки амбуланти е комплетно реновиран еден поширок интернистички диагностички блок, кој што ќе им овозможи на пациентите да овде ги добиваат сите услуги. Значи имаме ургентна интернистичка амбуланта која што работи 24 часа, имаме интернистичка амбуланта на мој термин и воедно во овој простор сега се сместени и стрес тестот и ехо на срце. Остануваат само дел од интернистички амбуланти, тоа се диабетолошката амбуланта, како што кажав и претходниот пат, и пулмолошката амбуланта со спирометрија, кои се сместени во просториите на старата диализа. И се надевам дека во наредниот период ќе почне да функционира. Имаме добиен нов видео и гастро и колоноскоп. Од септември би требало да заедно со наши лекари специјалисти од клиника, нашите лекари специјалисти во Струмичката болница започнат да ја работат и оваа метода за да не би патувале пациентите во Скопје или во Штип. Тоа е значи гастроскопијата со колоноскопијата, меѓутоа е во теке и сервисирањето на ангиографот, кој што е некаде околу 180.000 евра со поддршка на Министерството за здравство. Така да очекуваме исто со поддршка на лекари наши специјалисти кардиолози од клинички центар, со нашите кардиолози кои што ги имаме
тука 4 веќе специјалисти кардиологија, да заедно работат на ова се разбира терапевтска инвазивна диагностичка метода. Верувам дека имате уште многу за преадаптирање на просториите, имате големи планови, се надевам дека истите ќе бидат реализирани во догледно време. Да, ја се надевам, значи сега во просторот кој што претходно беа интернистички и диагностички амбуланти за ехо на срце и за стрес тест, се подготвува просторот за магнетната резонанца, треба да стигне некаде на крајот на ноември месец. Ја се надевам дека ќе завршиме со сите подготовки. Се сервисира компјутерот, тоа е еден доста дефект кој што со поддршка на Министерство за здравство исто ќе се санира, некаде околу 130.000 евра, с компјутерска цевка која што беше заменета во 2017 година, меѓутоа како резултат на голем број на снимања кои што беа направени, се разбира, вклучително и ковид кризата, кој што ни се случи, јас се надевам дека еве за месец дена ќе почне да функционира и компјутерската томографија. Дигитален РТГ очекуваме исто така во текот на наредниот месец, со што многу полесно ќе можеме да ги добиваме рентгенските нативни графии кај пациентите и на тој начин ќе го комплетираме целокупно диагностичкиот блок кој што се состои од компјутер, магнетна резонанца и дигитален РТГ. Веќе имаме 3 ехо апарати заедно со ехо апаратот за тироидна жлезда, за ехо на тироидеа кој што се наоѓа во старата диализа. Значи имаме 4 апарати за ехо. Едниот ехо апарат се наоѓа во кардиолошката амбуланта за ехо на срце, а другите 2 се распределени на одделот за радиологија, така да секој дневно имаме термини за ехо абдомен, ехо на дојка и след други диагностички евентуално процедури кои што ни се потребни за одделот за рентген диагностика. Благодарам и на вас. А во земјава интензивно се работи на забрзување на кампањата Вакцинирај се од страна на Министерството за здравство, поддржана од владата, а во продолжение ги гледаме накусо изјавите на премиерот Зоран Заев и на министерот за здравство Венко Филипче. Од денеска започнува нашата кампања, која е од исклучителен јавен интерес за потребата од масовна и успешна вакцинација за имунизација и за заштита на граѓаните на нашата земја од COVID-19. Се наоѓаме во критична фаза наметната од мутациите на вирусот COVID-19. Овие мутации, заедно со четвртиот бран во кој се наоѓаме, и антиваксерското дезинформирање на населението, недвосмислено ја окажуваат потребата од масовно точно информирање за вакцинирањето. Тоа е пред се наша одговорност. Сите мора да разбереме дека вакцините се единствениот спас од тешки форми на болеста и смртен исход од вирусот. Граѓаните мора да ги имаат точните, проверени, стручни информации за вакцините, за да се поттикнат промени во однесувањето и прифаќањето на масовната вакцинација, како би се запрел прогресот на пандемијата. Новиот пик и новиот делта сој потврдуваат дека една од најсуштинските мерки која може да даде добри резултати за спречување на ширењето на вирусот е масовната имунизација на населението. Во суштина, на новите мерки што ги донесе владата лежи токму оваа цел. И тие даваат ефект. Погледнете ги бројките од кога се најавија мерките. Имаме преку 1.160.000 дози кои се аплицирани до сега. Вакцините се безбедни и ефикасни и се единствениот начин да се победи пандемијата. Само со комплетна вакцинација се спречува тешка форма на болеста и се намалува шансата од заболување, како и смртен исход од болеста. Тоа е патот кој ќе не доведе до поголем опфат на заштитени граѓани, а со тоа и до намалување на степенот на ширење на вирусот. За да го поттикнеме овој тренд, дополнително и да ги охрабриме граѓаните да продолжат масовно да се вакцинираат, ја лансираме оваа кампања за да ги видиме повторно широките насмевки на лицата, без маски и за топлите прегратки што на сите ни недостасуваат. Повикот на кампањата е едноставен и јасен. Вакцинирај се.
да ја прифатиме и да се отповикаме на повикот за масовна вакцинација, за безгрижно детство и стрекни училишни денови во пресред на новата учебна и академска година. Таа ни беше мислата водилка кога ги носевме последните мерки. Да се стави под контрола бранот, да се ограничат возрастните за сметка на физичката настава на децата и младите. Повикот "Вакцинирај се" е за да се вратат и артистите на сцените и за да ги поздравиме нивните остварувања и изведби со масовно присуство и долготрајни аплаузи во безбедни средини, без да се грижиме дали некој ќе ни пренесе вирус, од кој ќе завршиме во болница или полошо. Сите посакуваме да се вратиме како публика во спортските арени, за да ги славиме успесите на нашите спортски амбасадори и пораката за сите нас е да се вакцинираме. Веќе ги забележуваме првите големи ефекти од мерките. Драстично пораст на бројот на заинтересираните граѓани да се вакцинираат. Надминавме 1.160.000 аплицирани дози вакцини. Вакцинацијата се одвива непречено на сите пунктови низ државата, а во теке и теренска вакцинација. Вакцини има доволно од сите производители и количините постојано се надополнуваат со нови пратки. Сите вакцини се безбедни и само со вакцинација на населението ќе го сочуваме колективното здравје. Ова е единствениот начин да почнеме повторно да живееме безгрижно и без ограничување. Вакцините се единствениот начин да имаме известна иднина, да ја дигнеме на нозе економијата и да ги јакнеме работните места, да ги одмориме лекарите, медицинските сестри и болничарите, за да може да се вратат на својот редовен начин на работа. Вакцините се единствениот начин да спречиме повеќе губење на човечки животи. Разбирливо беше кога светот не знаеше ништо за вирусот. Но денеска не само што знаеме повеќе, туку има и решение за да се спречи брзата загуба на човечки животи. Неприфатливо е да не го почитуваме тоа решение. Сите сакаме да си го вратиме спокојот и нормалното функционирање. И затоа сите мора да направиме чекор кон таа цел. А тоа може да се постигне само кога ќе имаме имунизирано население, заштитено од девастирачките последици на вирусот. Почитувани сограѓани, според динамиката со која што бројот се зголемува, пред нас е период во кој што ситуацијата може да биде навистина критична. Поголемиот број на нови случаи заболени од коронавирусот е најизразен во градовите со помал опфат на вакцинирани граѓани, за разлика од средините каде што има имунизација со вакцини достигната 50 или повеќе проценти. Смртните случаеви и воглавно оние случаеви со потешки форми се невакцинирани. Сосема мал е бројот на заразени помеѓу вакцинираните граѓани и сите тие се со лесна клиничка слика. Вакцината е безбедна, граѓаните немаат никакви компликации и ова е доказ дека е ефикасна, без разлика за која вакцина станува збор. Сакам да им упатам неколку пораки на нашите сограѓани антиваксери. Протестот е уставно загарантирано право, но исто такво е и правото на здравје. Мерките кои ги предлагаме се веќе докажано ефикасни, а вакцинацијата е единствениот начин да се бориме против вирусот. Фактот што дури 90% од новозаразените последната недела се невакцинирани и исто толков процент од хоспитализираните е недосмислена потврда за ефикасноста на вакцините. Вакцините, освен што се ефикасни, се исто така безбедни. Преку 1.160.000 дадени дози кај нас, без посериозни компликации или несекани ефекти, кај ниту еден граѓанин, се непобитен доказ за нивната безбедност. Обврска на државата е да го штити јавното здравје и да носи мерки. Во целиот свет е така.
Вакцинацијата е најсигурна заштита од вирусот и е единствениот начин да излеземе од пандемијата и да го вратиме назад животот во нова нормалност. Кампањата "Вакцинирај се" има за цел да им го сврти вниманието на граѓаните кон потребата да бидат внимателни кога до нив стигаат информации и вести кои не почиваат на вистини и на факти. До сега кампањи на тема вакцинација водеа и Европската комисија, УНИЦЕФ, невладините организации и индивидуалци кои сите го окренаа својот глас за здравје. Подвлекувам, секој глас за вакцина е глас за спас на живот. Вакцината е заштита за целата планета. Затоа апелирам да ја прифатиме пораката на кампањата што ја отпочнуваме денеска. Вакцинирај се, за да ги вратиме моментите на повторна дружба без ограничување. Да се вакцинираме, за да собереме повторно сите заедно околу нашето одложено секојдневие и околу традициите што ги негуваме. Да се вакцинираме, за да се вратиме на старото нормално. Кампањата има за цел да ги информира граѓаните за придобивките од вакцинацијата како начин за лична и колективна здравствена заштита од COVID-19, да ја зголеми одговорноста и свесноста кај населението за важноста од вакцинирањето, да ги развие сите митови, невистини и дезинформации поврзани со вакцините и следствено на тоа да ги поттикне граѓаните да се вакцинираат, да се заштитат себе си и блиските и да дадат придонес кон колективното здравје и што побрза стабилизација на состојбата. Како држава, во изминатите година и половина вложуваме максимални напори за да одговориме на можеби најголемиот глобален предизвик во последните 100 години, димензионирање на мерки за заштита и превенција од вирусот, преструктурирање и доопремување на здравствениот систем, мобилизација на целиот медицински кадар во земјата, помош за стопанството и низа други. Но ова е состојба на криза, тука и насекаде во светот, а единствено со вакцинација можеме кризата да надминеме. Во моментов се соочуваме со уште еден силен бран на вирусот. Бројките на инфицирани се високи. Болничките капацитети повторно се полнат. Расте бројот на хоспитализирани пациенти, за жал и бројот на оние кои губат битката со вирусот. Но статистиките кои ние секојдневно ги правиме велат дека во градовите каде имаме голем опфат со вакцинација, нема притисок во болниците. Тоа се Охрид, Битола, Гевгелија, додека онаму каде што имаме низок процент на вакцинирани граѓани, како Тетово или Гостивар, напливот на пациенти на кои им е потребно болничко лекување е навистина голем. Како што објавивме во петокот, според последната двонеделна анализа на вакцинирани од позитивни случаи со COVID-19, каде за вакцинирани се сметаат лицата кои примиле 2 дози и кај кои поминале најмалку 14 дена од примање на втората доза во период од 6 до 19 август, од вкупно 9881 позитивен на COVID-19, само 10% биле целосно вакцинирани, додека кај процентот на хоспитализирани лица невакцинирани изнесува 91%, а само 9% од хоспитализираните се целосно вакцинирани. Анализите укажуваат и на висока смртност кај невакцинираните пациенти. Во споменатиот период починати се 101 лице со COVID-19, од нив 92 пациенти не биле вакцинирани, а само 9 од нив примиле вакцина на според анамнезите, станува збор за лица за пациенти со повеќе хронични заболувања. Земејќи ги предвид искуствата од светот, но и нашето искуство, би сакал уште еднаш да истакнам дека вакцината е во моментов најсилното оружје за борба со вирусот, а сите вакцини против COVID-19 се безбедни и ефикасни и ја намалуваат можноста од заболување, драстично го намалуваат ризикот од тешка форма на болеста и смртен исход. Секој од вакцините кои сме ги имале досега и ги имаме во моментов е одобрена во нашата држава само и единствено доколку успешно ги поминала сите фази од сите степени на клиничките студии. И тоа се национални и меѓународни стандарди од кои немаме отстапки. Почитувани граѓани, јас сум свесен дека има различни ставови, мислења и пристапи во однос на вакцинацијата. Можам да разберам и дека одредени мерки наидуваат на негодување
или дека постојат и алтернативни решенија. Но она што со сигурност го тврдам е дека секоја мерка и одлука која носиме е насочена кон две цели. Што побрза имунизација и што побрзо пресекување на патот на ширење на вирусот. Отаму барам разбирање и поддршка, бидејќи мерките го даваат овој резултат. Имаме постојан пораз на вакцинацијата, што според сите експерти домашни и странски е единствениот исправен пат во менаџирањето на оваа криза. Преку оваа кампања, меѓу другото, ќе се бориме и против низа дезинформации, кои се уште циркулираат и ги збунуваат и заплашуваат граѓаните. Наша цел е, како и досега, да испратиме вистинската информација и да ги разбиеме митовите и невистините околу вакцините. Во ова сакам да ни помогне секој кој смета дека вакцинацијата е единствен излез од пандемијата. Во оваа кампања ќе побараме поддршка од сите лекари, експерти, јавни личности, локални лидери и авторитети и сите кои сакаат да се вклучат и ја пренесат пораката вакцинирај се. Охрабрува фактот што интересот за вакцинација кај населението секојдневно се зголемува. Но се уште сме далеку од потребниот опфат со вакцинација на населението за стабилизација на состојбата и за излез од кризата. Би сакал посебно да им се обратам на младите, кои се категорија која се уште е вакцинирана со мал процент. Вакцинирајте се и заштитете се себе си и своите најблиски. Никој не е целосно заштитен и сигурен, иако младите често поминуваат полесно, имаме за жал и тешки случаи кои мораме, а на овој начин и можеме да ги превенираме. Почитувани граѓани, пандемијата донесе тага, неоддалече од блиските, од луѓе што ги сакаме и што ни значат, ги испразни училишните клупи, предизвика страф од губење на работните места. Едноставно, пандемијата драстично ни го промени животот и светот кој го знаеме пред COVID-19. Кампањата која ќе ја реализираме во наредните неколку месеци носталгично потсетува на сите моменти на среќа кои изостанаа поради пандемијата, патувањата, средбите и дружењата со пријателите и семејството, културните настани, спортските надпревари со публика, одењето на работа и училиште со физичко присуство и низа други. Ке не потсети на се што може да изгубиме доколку не се избориме со вирусот, не обезбедиме колективна заштита и конечно го нормализираме животот. Силно верувам дека овие пораки никого нема да остават рамнодушен и дека ќе потегнат на вакцинација. Апелирам до граѓаните, вакцинирајте се. Само така се заштитувате себе си, луѓето кои ги сакате и целата заедница. Како што велиме уште од почетокот, јавното здравје е заедничка одговорност и зависи од сите нас. Сосема за крај би сакал уште еднаш да потсетам дека по вакцинацијата потребно е време за имунолошкиот систем да одговори и едно лице да создаде имунитет. Додека да се постигне индивидуалниот и колективниот имунитет и до конечен крај на пандемијата, здравствените мерки и протоколи и понатаму остануваат една важна карика во целиот систем и борба против COVID-19. Почитувањето на актуелните мерки и протоколи во комбинација со вакцинацијата многу побрзо ќе придонесе до крај на пандемијата. Каква е состојбата со коронавирусот во Гевгелија и изјавата на доктор Олумчев ја пренесуваме преку прилогот на колешката Сузана Мицева. Големиот број вакцинирани граѓани заедно со оние кои го прележале коронавирусот се на пат да создадат колективен имунитет на југот од државата, смета гевгелискиот епидемиолог доктор Сашо Олумчев. Тој потенцира дека тоа што Гевгелија е на врвот по возрастни вакцинирани граѓани е голем придонес за борбата со COVID-19. До сега барем немаме таков удар во здравствениот систем со оглед на тоа што симптоматологијата е малку поразлична од тоа. Симптоматологијата на алфа-сојот и што е за мене многу важно, последната недела, значи евиденцијата што ја водиме и клинички. Тоа што го гледаме, вакцинираните кои или прележаните, кои се реинфицирани, покажуваат многу поблага симптоматологија, што за мене е вест која радува. Значи исход кој е многу добар. Така да тоа е еден индикатор дека сепак колективниот имунитет во Гевгелија и Гевгелиско веќе почнува да се ствара. Бројот на заразени е во порасти во Гевгелија, но засега нема никаков притисок врз болниците, вели Олумчев. Така да
гледаме сега на дневно островото поречи од ден на ден, сегаш бројот на позитивни се зголемува за 20%, така да прилика за една недела би требало да имаме двојни бројки, ако биле 1000, ќе имаме 2000, што кореспондира со самата инфективност на вирусот и со самото поведение на граѓаните. Еги тоа, по секој случај, гледаме дека вакцинацијата оди одлично, зборуваме за делот на кој е во моја надлежност на регионот на Гевгелија и околните општини. Мислам дека сме по број на вакцинирани прва општина. Брзиот пораст на заболени во државата според епидемиолозите е резултат не само на упуштеноста на граѓаните во летниот период, туку и на ширењето на делта сојот кој е за 60 до 70% поинфективен од претходната варијанта. А со новите мерки кои што се донесоа за примена во целата држава, значи дека и рестораните, угостителските објекти, сите ќе можат да примат само вакцинирани граѓани со сертификат за прележана болест или негативен ПЦР тест. Во продолжение прилогот на колешката Ивана Вангелова од терен. Со стапувањето на сила на новите рестриктивни мерки се промени и сликата во струмичките кафулиња. Ако претходно беа преполни и се бараше маса повеќе, сега вакцинираните и прележаните од ковид може да бираат каде ќе седнат. Струмичани се со поделено мислење околу сегашните мерки. Согласувате со донесените мерки, невакцинираните да не можат да влегуваат ниту во угостителски објекти, во молови? По-добро да се вакцинираме, што можеме да кажем. По-добро. Дали сте вие вакцинирани, може би? Не сум още, ама планирам. Дали се согласувате со донесените мерки да не можат невакцинираните да влегуваат во кафулиња, во молови? Па, јас лично не согласам со овие мерки, затоа што ги делат граѓаните на вакцинирани и невакцинирани во два различни клана. Така. Дали сте вие вакцинирани, може? Па, не сум вакциниран, јас лично. Така да, значи не се согласувате со донесените мерки? Не, па, јас сум малолетен и не можам да се вакцинирам. Затоа што годините тоа не ме го дозволуваат. Мислам, не треба, ама не е толкова много тешко. За младите е много тешко. Ние повеќе страдам од младите. Тези млади се вакцинират по 18 години, те се вакцинират цела на дискусија. И јас не бех се вакцинирал, и јас се вакцинирах, не може да презва нигде. И мислам дека вакцината потребна за луѓето што треба да се вакцинират. Инаку, од 16 август е потребен сертификат за вакцинација или прележен COVID-19 за влез во ресторани, концерти или спортски настани. Граѓаните со потврда за прележен COVID-19 може да посетуваат угостителски објекти, но само 45 дена по болеста, пошто ќе мора да имаат потврда за вакцинација како и сите други. А емисијава ја завршуваме конкретно со прилогот на Вангелова за донесените владени мерки. Владата донесе одлука дека за влез во угостителските објекти, кафулиња и барови, без разлика на капацитетот и бројот на присутни посетители, како и за настан од секаков вид прослава, веселба, свадба, роден ден, крштевка, концерт, семинар, обука, работилница, конференција, културен или спортски настан, облажувалници и казина. Задолжително е поседување, приложување и проверка на еден од следните документи: сертификат потврда за извршена имунизација од вирусот SARS-CoV-2, односно примена најмалку прва доза за вакцина против заразната болест или сертификат потврда за прележен COVID-19 во последните 45 дена, сметајќи од денот на оздравувањето за лица над 18 годишна возраст. Ова мерка задолжително се применува и за организација, работа и присуство, учество и на секаков вид на настан на отворен простор, каде има повеќе, како и за влез во затворениот дел од моловите. Дополнително во сите угостителски објекти, кафулиња и барови опфатени со ова мерка, каде капацитетот е поголем од 30 посетители, гости, лица, задолжително е воспоставување редарска служба од страна на правниот субјект за контрола и спроведување на мерката. Додека пак во угостителските објекти со капацитет помало од 30 лица, контролата на поседувањето на сертификатот на посетителите е должност на редовно вработените лица.
Останува и забраната за организација на свадби, веселби и прослави во објектите од затворен тип, додека друг тип на настани на затворено и натаму може да се организираат со исполнетост до 30% од капацитетот на местото каде што се одржува настанот и ограничен број на посетители до максимум 1000 посетители со задолжително поседување, приложување и проверка на еден од задолжителните ковид документи. Ова е последна содржина во ова издание на емисијата ТВ Ординација. Останете понатаму со ВИС, се гледаме во наредната среда.